денеска за повеќето граѓани во Македонија е неработен ден, но за нас новинарите, за свештениците и некои служби што мора да работат е работен ден, петок. Најтешкиот празник во годината, ден спротив Великден, ден кога се распнува Исус Христос, и сакаме оваа емисија отворена за да ја посветиме токму на Великден, на еден од најрадосните, најубавите празници во годината. Затоа дојдовме овде, во црквата Свети Димитрија, која се подготвува во рамките на она што како подготовка мора да го направи, затоа што овде ќе дојдат многу граѓани, многу илјадници граѓани, и овде и во црквата Света Петка Параскева, во новиот центар на градот. Во секој случај, сакаме да ве запознаеме со тоа што се случува оваа недела, оваа страстна недела во сите храмови на Македонската православна црква. Во тоа ќе ни помогне старешината на храмот Свети Димитрија, отец Мартин Денески, кој го познаваме од поодамна. Тој е со граѓаните од поодамна во Кавадарци и има еден посебен однос изграден со нив, затоа и познавајќи го целото наше евангелие на православната македонска црква, сакаме одблизу од прва рака што сте вели да чуеме за значењето на овој празник. Денески, добар ден. Добар ден и на вас. Благодариме што дојдовте. Како ова сонце делува на вас? Како оваа атмосфера делува на вас? Благопријатно. Благопријатно привршува великиот великденски пост. Пост кој што е подготовка да го дочекаме празникот на празниците, најголемиот празник во историјата на човештвото, Воскресението Христово. Постот е пред се подготовка, не е само нејадење мрсна храна, туку воздржување од се што е лошо. Од озборување, оговарање, зло намери и ред други работи. Значи не е цела работа само во јадењето, а нешто. Јадењето е најмал дел од постот е јадењето. Значи треба да се воздржуваме од се што е лошо. Да бидеме вистински христијани, да се одликуваме како христијани вистински, да правиме добри дела со смирение и со трпеливост, да ги поднесуваме сите работи и неубави работи што се случуваат околу нас, и да бидеме пример како вистински христијани со добри дела, за да бидеме пример на луѓето како треба да живеат сите околу нас. Ние се наоѓаме во петок, ден кој е многу значаен. Меѓутоа, од понеделникот нааму почнува таа страстна седмица. Што е всушност страстна седмица? Страстната седмица е седмицата кога се страдањата Господови. Значи, на Лазарева сабота Христос оди во Витанија и го воскреснува Лазара. Во сабота. 4 дена бил починат, го воскреснува и веќе на цветници доаѓа во Ерусалим да пострада. И го пречекуваат како цар, влегува на осле, кроток и смирен, не како цар на бел конј, туку на осле. И сите... На вагаре. Да, и тие му постилаат палмови гранчиња, остана на Давидовиот син, го прославуваат како цар, го пречекуваат, но подосна ќе бидат разочарани. Тие очекувале да дојде земен цар кој што ќе ги спаси од римското робство и дека со него тие ќе владеат, па тие ќе се осветуваат на оние другите што... Но Христос, Богочовекот, дојде да го избави од гревот човечкиот род. Како што рече, моето царство не е од овој свет. Да ги отвори вратите на пеколот и праведниците да воскреснат, да се отворат вратите на рајот и праведниците да се населат во рајските градини. И откако ќе се разочарат, кога ќе видат дека не е таков како што го мислат евреите, после за неколку дена ќе гледат да го фатат и да го осудат. И тоа се случувало. По Божиот план за спасение на човечкиот род, на Велики четврток, Христос ги собира учениците во една соба и му дава еден пример како треба да се однесуваат. Не со гордост према другите луѓе од високо да ги гледат, туку клекнува, препашува крпа и клекнува пред нив да му ги измие нозете на апостолите. И им кажува за последните денови што ќе се случи, дека еден од вас ќе ме предаде и дека вие ќе се разбегате и ќе се откажете. Апостол Петар тогаш му вели, не, јас никогаш нема да се откажем од тебе. Но Христос вели уште додека да пропее петел,
3 пати ќе се откажеш од мене. Во тоа време Јуда доаѓа и со бакнеш го предава во Гециманската градина Христа, го фаќаат и го носат кај првосвештеникот Кајафа за да му судат. И кога бараат лажни сведоци за да проговорат против Христа нешто, дека тој богохулел или така нешто, за да причина барале лажни сведоштва за да го осудат. Но умеѓувреме некој го познал апостол Петар кој стоел настрана да види што ќе се случи. И му рекол: ти беше со Христа? Не сум, грешиш. Рекол, се откажал еднаш, па уште една друга слугинка го видела, тој рекол, не сум, и на крај некој уште еден човек рекол: и ти беше со Христа, и говорот те издава, се заколнал и рекол: не сум. И слушнал дека пропеал петел. И се вели свети апостол Петар, до крајот на животот, кога ќе слушнал петел да пее, плачел. Заради тоа што го стори. Потоа Христос пак го враќа во апостолството, апостол Петар. И кога не можеле веќе да најдат кој што за да го осудат Христа, првосвештеникот рекол: да те заколнам да кажеш, ти ли си Христос, Синот Божи? Во му рече: ти рече. И тогаш ја кине облеката своја и вели: овој хули на Бога. Казната, каква да биде казната, треба да биде смртна казна. Но бидејќи тие не можеле да осудат некој на смртна казна, го предаваат на римските власти Христа. Фактички нашите православните го предаваат. Евреите. Христос се раѓа од еврејскиот род и, бидејќи еврејскиот народ бил избран да одржава врската со Бога до доаѓањето на Спасителот. И тој се раѓа од родот еврејски, од потомството на царот Давид, и ги исполнува сите закони, сите правила. Рече: ја не дојдов да ги укинам законот и пророците, ја дојдов да ги исполнам. И сите закони кои што следувале на евреите, тој ги исполнил. И потоа го предаваат Христа на Пилата, кој што го вади, сакајќи да го ослободи. И вика: ја не гледам вина во овој човек. Целата толпа која што на цветници викаше: остана на Давидовиот син, вика: распни го. Од каде таа човечка злоба тоа време? Тие не се надеваат на духовното царство, на небесното царство. Тие мислат само на земното царство. На се што е на земјата, на земјото богатство, на телесните задоволства, а не и на духовното богатство и на отворање на царството небесно. И Пилат вели: јас ги мие раците и вели: невин сум за крвта на овој човек, и го дава да го распнат. Прво го дава да го тепат, да го измачат, мислејќи дека ќе се сожалат кога ќе го видат истепан. И не, тие не се предомислиле и на Велики петок го распнуваат Христа на крстот. Тој го предава својот дух и со зборовите: или лама савахтани, Боже мој, зошто си ме оставил? И тогаш се рацепува црковната завеса и Христос го предава својот дух на Бога. Дури потоа учениците, сакајќи да го симнат од крстот, измолуваат да го стават во гроб. Го стават во нова гробница, за да не дојде до моментот да рече: еве се допрел до некој светител па воскреснал. Тук во нова гробница е положен. Гробот по наредба на римските власти, замолени од фарисеите и садукеите кои што го действуваат сето тоа, ставиле стража на гробот, за да не некој од учениците го украде, па рече дека воскреснал. И потоа доаѓа воскресението Христово после 3 дена во гробот. Ако не беше воскресението Христово, залудно ќе беше и нашата вера. Со воскресението Христово, најголемиот настан во историјата на човештвото, се отварат вратите
на рајот и Господ ни го подарува Царството Небесно. Всушност тој на човечкиот род му овозможува вечен живот. Вечен живот. Тоа и му е ветено на човекот. Бог го создаде човекот како круна на се, го создаде светот, во шестиот ден го создаде човекот како круна на се. Го создаде од земја и му дахна бесмртна душа. Но потоа човекот отпадна поради гревот, по искушението од змијата во рајот. Добро. И уште тогаш со протоевангелието му беше ветено на човекот дека ќе дојде, ќе се роди Спасител, кој што пак ќе го подигне човекот на оноа достоинство за кое што беше создаден. Рече Господ, ајде да создадеме човек по свој образ и подобие. Јасно. Значи ли тоа дека душата е поважна Образот е од душата материјалното? Божја, а подобието треба да се усовршува, да се уподобува на Бога. Оттаму ли си постите? Со добродетелите. Оттаму ли си постите? Оттаму ли Господ не тера Токму така, да значи- постиме да и од материјалните лоши не значи така можеме да речеме на српски, и материјалните работи за храна. Значи постот, уште тога, уште во рајот е востановен постот, убаво спомнавте, кога Господ му го дал цел рај на човек, на Адам и на Ева, и му рекол, јадете и од сите дрва, само од овоа не дирете. Само од тоа не чепкајте. Не му рекол, не чепкајте. Не дека тоа било волшебно дрво некако, туку со тоа кинење на тоа јаболкото, по искушение од змијата, тие ја нарушиле послушноста спрема Бога. Разбирам. И за тоа биле избркани од рајот. Имаме две убави цркви во Кавадарци. Кажи ми, ќе додели многу народ, очекувате ли многу луѓе? Очекуваме Господ да даде убаво време. Неработен ден и Велики петок и понеделник, втор ден на Велик ден. Очекуваме во двете цркви да бидат полни со луѓе, да дојдат луѓето да го прославиме Воскресението Христово како што доликува. Порано имаше една неубава традиција тука во градот за Велика сабота, ќе дојдат луѓе, доаѓаа само да се изврти црквата, да се искружи околу црквата, и потоа сите одеа на гробишта. Фала му на Бога, таа традиција лоша се искорени, веќе ноќта никој не оди на гробишта. Добро. Почнува литургијата во црквата, веќе црквите се полни со луѓе што се подготвени за да се причестат, да го примат телото и крвта Христови. И да спомнем уште еден апел дека Великден е најголем празник христијански. Е да се прослави во црквата, а потоа и со семејствата дома. Не е за нагробишта. Имаме за нагробишта денови како за душници и други денови кога треба да се појде на гробишта да се помоли за покојните. Но не и на Великден. Разбирам, менталитетот е нешто што треба да се менува и се менува со многу години, со векови. Почнавме ли да се менуваме и да ги исполнуваме вашите пораки, да се црквуваме многу почесто, да веруваме во постот и да мислиме повеќе на душата отколку на материјалните добра. Дали како народ се менуваме? Кавадарче? Па да. Да, луѓето слушаат и ме радува тоа што секоја недела и празник се повеќе луѓе има во црквата. Добро. Значи црквите се полни и двете цркви на празници се полни. Недела има полна црква луѓе код кои што веќе половината се подготвени да се причестат.
А за да се причести човек да го прими Бога, треба да се подготви, нели? Со пост, со исповед кај некој од свештениците и дури потоа да приде да се причести. Дали исповедта како тајна можеме да ја практикуваме почесто? Сега ја имаме, меѓутоа помалку имаме. Секогаш кога има потреба, еден православен христијанин секогаш кога има потреба може да приде кај својот духовник, кај својот свештеник, кај кој што се исповеда и да приде на исповед. Секогаш кога има некој греф, некоја тежина на душата, да се ослободи од неа. Исповедта е една од седмите свети тајни преку која што ја основал Господ Исус Христос, за да се ослободиме од гревовите. Значи не значи дека човека треба да не направи некој голем грев па да дојде на исповед. Да. Секогаш имаме потреба. Нема ден кога ќе да помине, а да не погрешиме нешто, макар и да помислиме нешто лошо. Но тоа е као ако еден голем камен тежи многу и една приколица ситни пак тежат исто колку големиот. Треба да се ослободиме од тежината на гревот за така да придеме и да го примеме Бога на светата причест. Уште две прашања имам. Како во домашната семејна атмосфера да го прославиме Великден? Весело и радосно, како што доликува. Значи, црвеното јајце, сите на Велики четврток, православни, прават вапцуваат црвени јајца. Добро. Јајцето, како што е јајцето затворено, така и гробот Христос бил запечатен, ставен карпата и запечатен со ваквото. И како црвената боја на јајцето пак е символ на крвта која што е пролеана на крстот на Господа Исуса Христа. И како што од јајцето излегува живот, така и од гробот Христов воскреснува од мртвите Христос Бог. Богочовекот Христос. Да ги поканиме да дојдат кај дарчени. Покануваме да сите ќе дојдат луѓето, ќе дојдат православните христијани, сите кои што се верни, се надевам дека ќе дојдат во црквата да го прославиме празникот на празниците Воскресението Христово. Христос воскресе, навистина воскресе. И овде му се заблагодаруваме на отец Денески, кој навистина ви раскаже убава приказна, ви даде убави пораки за да се однесувате соодветно на овој празник и да се радувате наместо да мислите дека нешто не е така како што треба, да се радувате на највеселиот празник, на сите празници Воскресението Христово. И да се поздравувате со Христос воскресе, нели? Уште у една стихира на Воскресението Христово се вели: овој ден го создаде Господ да се веселиме и да се радуваме во него. Да, затоа е измислено. Мислам, затоа постои самото Воскресение. Така. Оче благодарам. Благодарам. И благодарам и вам на вниманието и посакувам пријатна вечер со празниците кои следуваат. Се најубаво се гледаме идната емисија во истото време.